Здраво! Времето наликува на вистинска есен, па така и промоцијата на новите трендови за оваа сезона нема да изгледа ни малку чудно. Добро вечер, почитувани гледачи. Гостин во отворено со општината е директорот на јавното претпријатие Струмица Газ, господинот Зоран Китанов. Во вестите на канал ВИС ке гледате. Тензично и опасно е овде на јужната граница, повеќе од половина час мигрантите маваат Стативот во моите раце не е ни на половина од тежината што ја носат овие луѓе. Заедно пешачевме 3 километри. Живописен како природа, но опасен за качување. Стариот пат вира. Завира трипте надоле. Грчката полиција го зголемува обезбедувањето овде на грчка страна. Ликата во Идомени е и жална и очајна. Дел од нив нова година ја дочекаа во кампот на УНИЦЕФ. Малиот Асмо од Авганистан има само 13 дена. Својата прва нова година ќе ја помене токму во Македонија, во транзитниот центар Винојук. По нашето извидништво во меѓуграничниот простор, единствен начин да се помине сува река во овој предел е боси и пеш. Токму затоа мораме да се прежалиме и да уживаме во оваа необична авантура. И да паднем шото. Еден од најголемите проблеми со кои што во моментов се соочуваат мигрантите во Идомени е недостатокот на храна, вода за пиење, но и техничка вода. Се наоѓаме во меѓуграничниот простор. Сега се приближуваме кон една од скриените места за солништа во шумата, каде што ни рекоа дека има поголема група на мигранти од Сирија. Овде во диво населе, оваа улица практично цела е уништена. Сите куќи се срушени, штетата е огромна. Луѓето константно се обидуваат да продрат во своите домови и да видат што останало од нив. Баксинци е една од последните станици на мигрантите пред нивниот пат низ Србија. Токму во ова село многумина остануваат по неколку денови додека го организираат своето патување до западноевропските земји. На само неколку стотини метри од овде е српска територија. Мигрантите кои што транзитираат низ Лојане ќе мора да ја поминат и оваа патека за да ја изодат Македонија.